Собравме за да му порачаме на советниците на општина Новаци и на градоначалникот на општина Новаци дека по сите правила и норми на демократијата ќе се бориме со сите средства за да го стопираме проектот кој си го нарекува регионална депонија. Да ве потсетам, посебно жители од Пелагонискиот регион и од Новаци. Јас веќе 40 години го ворвам овај пат 2 пати денот, вработен сум во РЕК. По професија сум геометар и уште во 1986 година ми падна проектот за рударскиот град кој требаше да биде на крајот на селото во Новаци. Кај што е раскрсницата, таму требаше да има рударски град, составен од 8 згради, петтокатници, од фудбалски игралишта, од тениски игралишта, од покриени базени, од киносали. Требаше да има пристапен пат, сега кај ќе го прават од Крклино па низ Пелагонијата. Требаше да има железница, крак од железницата, кој што требаше да излези негде тука кај Билјаник и да се поврзи РЕК. Од сето тоа, видовме дека остана само честичката ке. Тогаш бевме млади, зелени, неискусни. После 40 години дивење на сите без исклучок власти во Пелагонискиот регион, затоа што сме оставени на милост и немилост на филтрите во РЕК, на отпепелувањето во РЕК, на камионите кои што се наредени до логоварди, кои што носат транспорт за РЕК, на депонијата во РЕК и сега уште целиот смет, целиот отпад да го донесиме од 18 општини тука во Новаци, во Мегленци. А и молика беше за нас, па. Да, тачно, и молика беше за граѓаните, меѓутоа сега таа е нешто сосема За посебно. рударите. Требаше да биде за рударите, ама не е. Село Ајде, волам да се слушни. ќе биде депонија. Значи, дури не лажеа, не лажеа. Не можат сега мене да ми излажат. Ни детево не може да го излажат. Ако е 8-9 години, нема повеќе лажење. Дојдовме тука, бевме присутни на состанокот организиран од градоначалникот, каде што не убедуваа дека општината ќе направи регионална депонија првокласна, најубава. Дами и господа советници, господине градоначалнику, нема и не постои убава депонија. Депонијата е составена од ѓубре. Колку помалце ѓубре, толку поубава ќе биде. Внимавајте, на самата средба бевте и вие присутни. Нас не убедуваше господја, ќе ја споменам, Ана Каранфилова Мазнева. Господјата е од 2002 до 2010 година вработена во Министерството за животна средина и просторно планирање како консултант. Од 2010 година до ден денес таа е како раководител, односно директор на секторот за справување со отпад. Од тука би ја запрашал јавно господја Каранфилова Мазнева, Ана, господјо, во вашиот 23 годишен работен стаж, поминат во Министерството за животна средина, дали ќе може да ни објасните една работа која што сте направиле за чист воздух во Пелагонискиот регион, за чиста почва во Пелагонискиот регион, за чиста вода питка во Пелагонискиот регион. Такво нешто не. Да не должам многу, бидејќи ќе има доста и други говорници кои што ќе говорат од оваа говорница. Сега ало, би ги повикал 1-2. Би ги повикал прво гостите од Прилеп, сепак да го земат да земат првата воведна реч. Ѓорги Ѓоргиевски од град Прилеп, активист, исто така како и ние за заштита на животната средина. Повелете. Еден, два.
Благодарам, Тони. Добар ден, наши пелагонци. Така ќе се изразам, затоа што овде, собиров денешен за кој сме собрани, сме засегнати сите пелагонци. Нема ваши, нема наши. Нема битолчани, нема прилепчани, нема новаци, нема села, има безброј овде, така да сите сме во една каша. И тоа голема и сериозна. Јас се викам Ѓорѓи и сум представник на иницијативата Спас за Прилеп, може би некој знае, која имаше многу тешка битка со еден странски предатор, ние го викаме во Прилеп, кој е спремен да проголта и цели села за своите потреби во соработка со домашните наши власти. Тој предатор има име, се вика Бехтел Иенка. Може би сте запознати. Дојдовме овде во знак на почит ваша, во знак на поддршка, да кажеме како прво дојдовме да кажеме и ние како прилепчани дека сме против загадување и против отворање на вакво големо зло во најголемата житница во Македонија. Тоа е првата причина за нашето доаѓање од Прилеп овде, со нашите браќа пелагонци. Втората причина за која идиме овде е да ве охрабриме, ние, како да кажам, како борци, кои пред година и пол се борат со властите своји, за да не се направи големо зло, и за сега имаме добијано 2 битки. Едната мислиме дека е за секојаш затворена, втората е се уште отворена, во која во оваа втора сте засегнати и вие овде од Новаци, но ќе кажам малку подоцна за што се работи. Сакам да ви кажам, пелагонци, македонци, дека силата е во нас, обичните, во нас, украдените, излажаните, раселените по белиот свет. Силата е во народот, не во власта. Костумосана фигура, со вештачка насмевка на лицето и со многу фин и благ речник, не ја представува државата да бидите сигурни. Кога ќе ви кажат, подпишано, тргнете се, готово е, ние мора да работиме, да копаме или не знам што, стоите одлучно на патот, затоа што ние си го браниме дворот, ние сме родиле деца овде. Планираме децата наши овде да остарат, да растат, да створат фамилии, а не да ги праќаме по белиот свет, како што не знам колку посто и колкав процент од нашата држава е раселена насекаде. Еве нека биди поддршка, да знаете, еве лично стојам пред вас. Ние застанавме најдолгата и најтешката битка во историјата на независна Македонија беше во Прилеп. Заврши некаде околу оваа нова година, значи пред некои 4 месеци. Имавме редовни барикади како што сме денеска овде собрани. 280 дена си го вардевме дворот. 280 дена ги вардевме изворите за вода на најсиромашниот град за вода во Македонија, тоа е Прилеп Пелагониски. Дојдовме овде да ви кажам лично, како еден од организаторите на тие барикади, дека никој ништо не ни може ако сме сложно фатени за рака овде. И да не се делиме на црвени, на плави, ваши и наши. Луѓе, разберете се, работи за животот и за здравјето на нашите деца, внуци, нас самите. Нема ваши, нема наши, сите сме своји и сите се вариме во исто тенџере. Мора да ни биде јасно.
И последно, значи, немој некој, овде гледаме, не сме во многу голем број, но сепак, менталитетот наш е таков. Ќе ви порачам на сите, да не се разочарувате. И ќе ви кажам, еве, некоја символика, случајно, иако јас лично не верувам во случајности, се иди од озгора, јас верувам дека сега добиваме лекции за нашето 30 и скоро 5 годишно молчење. Нашиот молк не донесе овде, денеска во Новац, лани во Прилеп, ги нашите браќа во Струмица се сите алармирани, во Гевгелија против отворање на рудници и така натаму. Македонци, ние сме сериозно нападнати. Главните наши непријатели, немој да ги барате надвор, тие се меѓу нашите редови, тие се нашите власти. Значи, без нивни јавим, не може никој да ни дојде овде во дворот, да ни отвора депонија во најголемата житница во Македонија. Тоа да ни биде јасно. Значи, да не се овесхрабрувате. Денеска сме околу 150 души овде. Утре ќе бидиме 200. И тоа така оди. Упорноста и пред се звезда водилка нека ни биди зашто се бориме. Секогаш запрашајте се и во најтешките моменти. Зашто ние всушност стоиме овде и зашто всушност го блокираме овој пат. Се бориме за нашето здравје, се бориме за животите на нашите деца, на внуци и на идните поколенија, оние што доаѓаат по нас. За кои имаме морална и света обврска пред се. Толку имам да ви кажам и еве тоа го почнав, но не го завршив, го завртивме муавето на друга страна. Сакам, еве да ви кажам символично, таа најдолга битка во Македонија почна на лани на денешен ден. И да посакам да ја Ирлија, значи, кој е денешен и ќе биде успешно. И да им порачаме, еве ние од Прилеп, на нашите браќа пелагонци и на костумосаните дечки кои седат во соби наречени канцеларии и не знам ли како, дека депонија во најголемата житница во Македонија нема да има. Стоп за депонија! Ми благодариме на нашите гости од Прилеп, кој повикувам Зоран Лазаревски да каже збор два за самиот протест. Ве поздравувам сите што дојдовте со своји возила, било како се снајдовте, дојдовме во Новац, еве сега сме пред општина Новац и овде. Овој проблем, ако сме тука малку бројни, на Facebook гледам многу големи реакции, не видов ни еден позитивен коментар дека некој сака депонија. Значи, таков е македонскиот народ, може не излегва толку јавно, ма сите се против депонија. Еве, како што рековме, го блокиравме патот само на сат време. Понатаму ќе видиме, ќе се организираме на уште повисоко ниво. Значи, депонија не сме да има во најубајот дел на Македонија со житница плодна, со води питки и со население. Ние се стоиме на двата најважни предлози. Значи, две решенија имаме, најважни предлози, две решенија како да се реши овој проблем. Првиот е, ако сакат регионална депонија, нека ја направат во Криволак. Значи, пиле не пеј, нема води, нема житници, нема ништо таму, веќе од долги години што си има гаѓано, НАТО има пукано, кој нема пукано и самото земјиште веќе е упропастено таму, значи слободно си одговара за депонија. Вториот начин и второто решение, нека ја направат тие со време на депонијата овде, али нека си биди за трите општини, за Новаци, Могила и Битола. Тоа е второто решение. Нека биди најсовремена, најевропска, али за нас како досега за трите општини. А не Мегленци ја направија со 5 точки да биде завршена, да биде безбедна, да биде затворена, да се гори ѓубрето се, остане на првата точка, отворена дупка, ова е депонијата и фрлајте го се ѓубрето овде. Како да сме во среден век.
Значи, тие се решенијата, да знаете, тие се двете решенија. Добивме повици од многу важни фактори, денес ќе се направат некои средби со стварно многу важни фактори, и тоа ми даде некоја иска надеж, пошто не повикаа такви фактори, дека може и ова да се реши со депонијата. Останува да видиме попладне на состанокот што ќе кажат. Мислам дека некој позитивен сигнал осеќам дека може да се реши проблемот. За доброто на сите. Значи не бараме ние ништо. Не бараме да нема депонија. Ги кажавме двете решенија кои се, и уште еднаш ќе повторам, не е ни против ВМРО, не е ни против СДСМ, не е политички, немаме ништо против никој. И тоа што слушнав јас дека некој сакал да биде градоначалник, дали мислеа на мене или на некој Јоргон Огненовски, не знам на кој, никој не ќе ме да бидеме градоначалници. Јас лично не се кандидирам поќе. Значи не ме интересира политика. Ова е чисто за да имаме здрав живот, здрава средина, децата да ни растат безбедно, да се живееме во еколошка околина и Пелагонија и Битола. Толку имам, да поздравувам сите, еве имаме Марен. Добар ден на сите. Јас сум управителска Елизабета, не сум член на управниот одбор. Тука сум граѓански. Се повикувам на Конвенцијата за човекови права, на право на животна средина, и на сите кои што ќе разговараат со координативниот одбор и на Министерството му прачувам од овде, дека се уште го чекам побараниот подпис со нивна изјава дека во иднина до траење на оваа депонија нема да се носи европски отпад овде, затоа што не веруваме. Тоа е се. Кога сме дека кај депонирањето на отпадот. Лично мене, ако ме прашате, ѓубре како ѓубре, можам да го искрепам ѓубрето, па и од цела Западна Македонија ако треба. Меѓутоа, сакам да ве запознам со следниот факт. На 21 февруари оваа година владата на Македонија побара, аплицира за увоз на селектиран отпаден материјал од Европска Унија. Повторувам, владата на Република Македонија аплицира за увоз на отпаден селектиран материјал. Не треба никој од нас да е научник и да седни да размисли зашто ние да увезуваме отпаден материјал од Европа, кога немаме центри за рециклажа, кога немаме фабрики за понатамошно работење на рециклажата, немаме буквално ништо, а владата сака да увези ѓубре. Зошто? Единствено логично решение и одговор е следниот. Покрај тоа ѓубре да дојди и радиоактивниот отпад од цела Европа. Повторувам, радиоактивниот отпад од цела Европа. Са ќе речите како? Ќе ве подсетам. Во овие моменти јавното обвинителство води истражна постапка и кривично гони двајца луѓе. Едниот од ДУИ, другиот од ВМРО-ДПМНЕ. Капушевски, како се презива, едно младо дечко од 30 на години, увезе, внимавајте, 188.000 тони мазут, кој што во Австрија докажа дека е радиоактивен, во Словачка докажа дека е радиоактивен. Не ние Македонија, него таму докажа, и во Хрватска истото го докажа. Тие 188.000 тони наречен мазут, прво беа прескапо платени, а второ беа горени во ТЕЦ Неготино и погодете каде. И понатаму ќе биде така. Вчера или некој кога беше бевте сведоци на... Вчера беше? На филтерот и јас сум работен во река, да не ме разберите погрешно. Меѓутоа некој работи, едноставно
Не можам да ги одбранам. Како да го одбранам? Не ни криво ни раководството. Зошто? Ке и то ќе ви го кажам. И да побарат филтри од Скопје, ќе му ги чкртнат. Ајде, ке речи, вие сте за отстрел, са барате филтри да ви ставиме на оджаците. Значи, ние сме немоќни. Нашите советници, нашите градоначалници се идолопоклонници. Ништо повеќе. Како што ќе му речат во Скопје, така ќе си терат до крај. Сакам уште едно да напоменам и ќе му дам збор на друг. Нек ми бев дојден во општина Новаци со мојата пријателка. Збиравме подписи од населението. Нити ги убедувавме, нити му кажувавме лаги со опашка. Едноставно влеговме со чиста совест, благонаклони кон се това, луѓето се подпишаа. Не ги познам и луѓето, секоја ви чест, може би има некој од ними присутен тука. Како? Са прашање до луѓето. Како ми поверувавте мене? Може би сум најголемиот лажго во Пелагонија. Зошто ми поверувавте? Зошто ги ставивте подписите? Вие ги ставивте подписите затоа што си верувате себе. На никој друг. Некој од координативното тело кој би кажал за иницијативата, ќе има или јас да кажам. Ајде вака. Ќе биде доста. Бевме вчера и кај градоначалникот во општина Новаци. Бевме примени нормално, имавме конструктивен разговор. Му ја доставивме листата, односно иницијативата за формирање на референдум, на задолжителен референдум за повикување на одлуката, односно за стоп за формирање на регионалната депонија. Мислам дека некаде процентот беше 15 до 18%, не ме држете толку за збор. И сега тие општина Новаци е должна по закон, не по кеф или партиски, јас верувам дека ќе имат притисоци од озгор од самиот врв, да не му успее референдумот, затоа што гледајте, не гледат овде 300-400 души, си велат, ама ајде ќе пуштиме багери ако треба ќе ги изгазиме. Депонија ќе се гради. Меѓутоа го слушнавте нашиот пријател од Прилеп. И јас одев таму 5-6 пати во својство на подржувач. Луѓето беа упорни. Од 6 сато са бајлето до 17 вечерта му беше блокиран патот. И видео не видео си замина, не можеа да работат. Требаше да ги изгазат ними. Браво! Нашето! Не за депонија! Стоп за депонија! Стоп за депонија! Стоп за депонија! Не за депонија! Браќа и сестри, не очекувајте некој од нас или било кој од вас да има некој магично стапче и да го реши проблемот во недела дена. Проблемот ќе биде долг, проблемот ќе се решава етапно и постепено, се додека во еден секунд тие капките дожд, односно ние, не станиме во порој, кој што ќе поплави улиците и на општина Новаци, и на општина Битола. И на цела Пелагонија. И на цела Пелагонија. Не убедуваат, и ќе завршам со тоа, не убедуваат наследно. Владата има подигнато кредит од Швајцарска банка 30.1 милион евра. Од тие 30.1 милион евра, 22 милиони евра се предвидени за депонијата. Финансиски, само да ви објаснам, зашо се работи. Новачани, вие сте сведоци дека дневно на овој пат поминуваат 300 камиони натаму и 300 се враќаат. Носат јаглен. Ние сме единствената земја во светот која што носи јаглен со камиони. Не е проблем и тоа што го носат јаглено со камиони. Сакам да ги подсетам, тие што работите во РЕК, знајте, на јаглено се лепи лискун и момирок. И треба да се заплашите за новачката околина и самата општина Новаци. Лискуно и момирокот се залепуваат на јагленот.
Од јагленот овдека се тркала прашина радиоактивна низ цела општина, низ цела Пелагонија. Зошто? За некој да носи камиони јаглен од Албанија и од Грција. Зошто? Затоа што ние сме некадарни во РЕК. Имаме јагленов систем со 3 багери, 631, 632 и КУ-300. Имат капацитет да копат 20.000 тони јаглен на месечно ниво, на дневно ниво, се извинувам. А тие со кртешки овдека, со никакви камиони се богатат врз нашиот грб, врз вашето здравје, врз иднината на вашите деца, на народените. Ако чупини понатаму, па нема тие да запрат. Нема да запрат. Единствено е следново. Убедувајте ги, тие што се плашат во општина Новац, дека работа може да најдат. Партиско вработување може да најдат. Дека може се и пари може да најдат. Меѓутоа живот и здравје не може да најдат. Животот е еден. Еден. И ако ние не се грижиме за нашиот живот, па кој сака да се грижи е Мицковски, му е гајле на Мицковски. Дали... Да, независно од протестот денешен овдека, ние во Битола си продолжуваме по битолски терк. Во 20:00 часот во Битола имаме повторно протест. Утре, да, утре, среда, секоја среда традиционално, меѓутоа са со почеток од 20 часот. И не се грижиме искрено толку нити за бројката, колку ќе излезат, што ќе излезат, вистина макани е. Јас очекував овдека да има 500 души минимум, затоа што јас како Тони Апостоловски, може би ме видовте, облепив 24 пелагониски села со објавата за денесниот протест. Од тука па до Тополчани, све облепено. Облепена и градот Битола. Меѓутоа луѓето си сакаат свој комодитет. Еве, одиме во живо, поздрав до сите што седите на троседите дома. Да сте здрави и живи. Ние ќе се бориме за вас, за вашите деца. И по кафичите. И по кафичите. Ако не за се има време, меѓутоа мора да се посветиме и на самата борба. Мора да се посветиме, да бидиме упорни и истрајни. Да дојдеме тука, да протестираме со чисто срце, со чиста мисла. Сега мене не знам како ќе ме оцрнат. Јас немам никаква флека во животов мој. Нити сум партиец, нити сум член на партија, нити ова, нити она. И најдаш му се јавуваат еден куп на луѓе кои што не ги гледате. Еден куп на разбудени луѓе, не кај нас. Почна будењето македонско. Почна да се будат во Кочани. Почна во Прилеп. Почна во Струмица. Во Гевгелија. Во Тебарца. Во Скопје. Во Куманово. Ке се буди секоја македонска куќа во татковината. Затоа што татковината е наша. Ние сме суверен. И ние сме тие што ќе кажеме дали сакаме или не ки не понија. Ви благодарам. Сакам уште еднаш два збора да кажам. Пелагонци, борбата ви кажа Тони, нема да биде до утрешен или до поутрешен. Оваа ќе биде долга, затоа што имаме два противници. Првиот и најголем, еден голем предатор кој се вика Европска Унија. Тој е нивни налог овде да ни закупуваат радиоактивен отпад, затоа што изгледа по нивно овде живееле глупци, а не луѓе. А вториот се домашните соработници, оние во вратоварски скапи костуми. И повторно ќе кажам, јас ќе ви кажам од своје искуство во долги битки со вакви предатори. Нема да се предавате. Вие од Новац секој ден се среќавате со граѓани од соседните села. Во секоја кафана,
во секој кафич, на секое кафе пијање, разговарајте за проблемов. Разговарајте, македонци засегнати ни се директно животите, директно. И ова, запамтете и повторувајте им го на сите. Ова е надпартиски, ова е надверски и над било каков друг фактор да има проблем. Ова е заеднички проблем во кој сме сите. Одете во среда, не ви е далеко. Појдете во Битола. Ова ви е предлог како се буди уште повеќе својот. Значи, вие ќе разговарате и дома, и по кафани, и секаде каде што имате средби, на бизнис размена, појдени сте во соседните села, дали во Битола, дали со сите. Разговарајте за проблемов. За нашите деца се работи. Ќе појдите во Битола секоја среда и ние ќе идиме од Прилеп. Браво. Ќе ви дади, важно и тоа, тој ни го знае, ќе ви дади збор, земете збор, ова не е страшно, да застанете и да им се обратите на своите, затоа што пред мене овде стои обичен народ, како што сум и јас. И нема страшно, ние и да сгрешиме не е страшно, ние не носиме костуми и нас не ни тргаат цртички рабушки. Значи, одете, ќе одржите еден, барем 2-3 збора ќе кажете и ќе кажете дека сте дојдени од селото и то, одавде, дека сме сите засегнати. Така се будат и соседниот и пријателот и роднината. Толку имам да ви кажам, ние сме со вас и Прилеп е не за депонија во Пелагонија и голема истрајност и ние сме ове почувајќи од денеска до крај со вас, затоа што, кажав, нема ваши, нема наши. Пикнати сме во една огромна каша, која допарва следува. Ви благодарам на сите. Сушност, ние не сме против правилно депонирање, не сме против депонија. И доколку, како што беше првично кажано, за трите општини, како што беше првичниот договор и земен кредитот, се работеше досега на будење на свеста, на имање на камиони за селективен отпад, домакинствата доколку досега го селектираа отпадот, доколку имаше во нивниот план, кој што јонака не го кажа проектот, фабрики, доколку останеше, пак ќе речем, за 3 општини, ќе имавме и ние поддршка за нив. Меѓутоа, која е логиката толкав транспорт на петтина од Македонија, целото ѓубре да се носи тука? Ние не сме тука дојдени денес да рек да разговараме воопшто. Меѓутоа, на овие простори, каде што веќе има еден загадувач, депонирање на ѓубре неселектирано од 18 општини е премногу. Тоа е фактот. Тука е проблемот. Затоа што европски, како што е кажано, отпадот треба прво да се селектира. И 80% да се селектира, а 20% да се депонира во земја. А не 80% да се депонира во земја, значи не 100% гаранции, и самите кажаја, имаше луѓе упатени, значи од животна средина, што се експерти и кажаја околу тоа. Значи не 80% да се пика в земја, туку да се селектира. Доколку беше правилно, како што го прават справување со отпад, селектирање, преработка на отпад, немавме и ние да видиме тука денес. Тоа е така. Ќе ви собрати човек од општина Могила дојден. Борче, презимето, Бучински. Тој. Прво, ако сакате да појдеме до депонијата, овие автобуси тука ни се наменети за да појдеме. Ево сега представникот ни кажа, за да ја видите. Во таа депонија носат и друг отпад од другите градови, но скријан во камиони големи. Натре не знаеме што има, дали шприца или што, тоа некогаш ќе му се случи каде што ќе го растовариме камионот, доколку не си преземат. И мора да се случи. Јас сакам друго да апелирам. Еве како јас што дојдов, гугаснав тракторот, значи, и од нива дојдов, ме гледате како. Можат и другите да дојдат, а не да бараат изговор
демек имале работа. Децата му се мали за да дојдат. Значи, децата му се мали за да дојдат. Тие треба да дојдат во име на децата, да ги заштитат. Значи, за да порастат и да бидат како нас, борци. Друго, сакам да се обратам за говорот на Мицковски, некни, кој ми беше многу арогантен. Значи, соградоначалникот на Новаци го спомна каде што биле на исто мислење, јас не знам кое е то мислење за професор, каде што кажа, ако Новаци забрани да го носат Битола ѓубрето на битолската депонија купена од град Битола, значи знаете кој е купе таа, Новаци немаше и могила општина. Друго, еве да ја заборавиме таа депонија. Ами ако Логоварди го затвори патот, Мицковски, каде ти ќе врвиш? Тоа село е под Битола. Ако Логоварди го затвори патот, еве да прашаме. Ако Могила го затвори патот, дали имаш ти со авиони да го носиш тоа ѓубре? Значи немој со тие финти, со тие ароганти. Земи си го ѓубрето во Скопје и буричкај во него. Толку имам да ти кажам. Не е депонија во општина Новаци, по никоја цена. Јас сум жител на општина Новаци. Доаѓам од едно село што е катастрофално загрозено во животната средина. Тоа е село Горноагларци. Јас сум карамфиловски драги. Депонијата Горноагларци и депонијата е разлика од неполни 3 километри. Неполна 3 километри. Селото мое 2018 година броеше 250 жители, сега брои 120, за 5 години ќе нема ни 50. Се многу луѓе не го знаете, јас што го истражив, ги испитував. Во 2018 година во парламентот, кој беше Лепипкова министер за животна средина, министер беше се дојсе во парламентот закон рек да дава обештетување за животната средина. Тој закон никој многу малце го знат. 500.000 евра годишно. Плаете од 2018 до сега 7 години по 500, тоа се околу 3,4 милиарди 4 милиони евра. Ги користат градоначалниците, општина Новаци, општина Могила, општина Битола. Се прашувам, со тие пари, што превзедоа животната средина да го намалат задувањето? Ништо. 4 милиони општините, трите ни ги користат, со закон дозволени. Јас се обратив и кај граѓаните и кај министерот за животна средина, министерката некни баш и рекол, во право си, зошто не вршите ревизија, кај ги трошат наменски тие 4 милиони евра? Тие се голема сума пари. Тие пари ако се вложеа во животна средина, нема да имаме ние однеки отров на село. Се и му препорачувам на сите жители општина Новаци. Остајте и партиите. Не дајте си го здравието и животот, што е најклучно. И ние видовме колку градоначалниците што добива од нас доверба, што му даваме доверба, колку ни мислат арно, се докажа сега. Ред е во Новаци најзагадувачка и плюс депонијата сега, тоа е катастрофа. Тоа е катастрофа. Јаска во Битола, зборав му постави прашање во Битола, да, депонија. Битола кај го врла ѓубрето, во депонија, во Мегленци, во друга општина, во Правос, во друга општина. Како велам вие го фрлате во друга општина, како таткото и сино кој ќе дели кантата негова сина. Синот, кантата е на таткото. Сино му вели, татко, појте кај мене нема да врла ѓубре, досебеме заедно се јас не делим. И тоа прашвам, најпоќе ме загрижувате и ги имам поставено прашање. Тие средства што се одува исклучиво за животната средина, најпоќе во општина Новаци, кај одаат тие пари, барам објаснение, и сите да бараме тие 5 милиони евра, кај се потрошат, кај се потребува. Никој не знаме. Тоа е големо, стварно реке загадувачи, ама ете 1% од тоа загадувањето сакаше да не обештети. Ама нашите градоначалници парите не ги отребува наменски, туку треба ние да поставиме прашање кај се парите. И едно дрвце нема сада. Ако тие 4 милиони евра се употребуваа од тие два загадувачи, нема да бевме
терет. Рек стварно загадувач е голем и сега депонијата овде ќе поќе да рачунате дека живот нема поќе. Стоп за депонија! Стоп за депонија! И јас ќе да ми постави предлог, јас му постави предлог. Општина, готово завршиш. Општина Новац и Сојуз, ние Могила и Битола. Дај ние трите општини да го решиме статусо на општината. Не ни треба Сруда, не ни треба Дебар. Дај ние да си го решиме. Општина немала капацитет да го одржава. Има капацитет, нема волја. Има капацитет општина да одржава депонијата, ама нема волја. Браво! Ќе ви се обрати господин Јорго Огненовски. Меѓутоа, бидејќи овие во живо не гледа цела Македонија. Јорго е председател на политичка партија, меѓутоа ќе ви се обрати од тука како граѓани на општина Битола и ќе ве молам, немојте во пораки да ми пишувате дека ова е политички организиран протест од било која политичка партија. Неговото обраќање ќе биде исклучиво како граѓани на општина Битола. Повелете. Благодарам. Добар ден, жители на општина Битола. Најзагадената општина во светот. Новаци, се извинувам. Денес сме во општина Новаци. Битола спомна, па е таму памета. Значи, ние мора да се избориме ко граѓани, пред се, бидејќи одредени политички структури не ги интересира здравието на граѓаните. Не ги интересира животната средина, ние да имаме здрава животна средина. Нив ги интересира пари, власт и ништо друго. Во Македонија имаме супер богаташи, олигарси. Олигарси се луѓе што крадат и стануваат супер богати. А бизнисмени, прави бизнисмени се луѓе кои што креираат работа честно, вработуваат луѓе и донираат максимално колку можат за да ни помогнат нас. Сакам едно да кажам. Општина Новаци, граѓаните на општина Новаци, ако не се освестиме, бидејќи ветрујат 50 години со рек Битола, златната кокошка на политичките партии, кој да дојди краде. Зборуваме за толку камиони секојдневно 50, 100, 200 врват. На секој камион има провизија, мои пријатели. 500 евра спомнува господино. Ако не си и појќе, но тоа не е најбитно. Ние се бориме никогаш во Новаци, во рек Битола, да не се изгради депонијата на смртта. Се бориме Битола преку општина Новаци, другите општини што припаѓаат на овој дел, вклучувајќи Прилеп, Демирхисар, цела Пелагонија, се бориме да не се труе житницата Пелагонија. Ние јадиме отровен леп и све што се произведува овде. Овде умираат луѓе, животни, почвата и водата ни се загадува. 50 години. Затоа јас, како граѓани на општина Битола, се борам заедно со вас и благодарам што сте тука дојдени. И ќе видиме уште повеќе. Благодарам на организаторот што го организира овој протест. Да не собери сите заедно и само заедно сме мојтни. Можеме да се избориме. Гледам во Македонија, ние македонците, па и албанците,
па и ромите, и србите, бошњаците се делат. Зборувам за политичари, политички структури, затоа што не сакаат Македонија да оди напред. Не сака овај народ да живее во здрава животна средина. Сакаат да не ги избркаат и не ги бркаат секој дневно децата. А бре, луѓе, ќе останеме без деца. Фамилиите ќе ни се уништат. Јас имам едно дете во Скопје што живее, другиот во Америка. Вика, тато, шо ќе дојдам во Македонија? Визуелно, кој ќе гледаш во Македонија, што велам оди во 10-20 градови низ Македонија, села, ќе видите колку е уништена. И сега ќе одиме наводно во Скопје кај криминалците политичари. Ќе одиме во други населби, ќе одиме во Битола и каде и да било, да видиме какви куќи, какво богатство имаат, какви фирми. Од кај му е? Украдено. Бидејќи организаторот ми вика дека времето ни истекува, јас се заблагодарувам пак повторно на организаторот, се благодарувам на сите вие што дојдовте и ве охрабрувам. Борете се за себе, за подобра животна средина и никогаш нема да дозволиме да се изгради депонијата на смртта. Да живеат жителите, граѓаните на Новаци, на Битола, на сите општини, да живее народот на Македонија, Македонија вечни вековита. Благодарам. Ви благодариме, Зоран Лазаревски. Треба да ви соопштиме нешто. Сега овие автобусите овде се за нас и ќе не однесат во депонијата Мегленци, али исто така и на местото каде што треба да се гради новата депонија, а тоа место лежи на вода, значи целата вода, Пелистерка, Пелароса и цела водот и Битола и Новаци и цела Пелагонија, знаете дека лежи на најквалитетната и најубата питка вода. Значи овие автобусите се за нас, ќе донесат таму, баш да видиме на лице место каква имаме сега депонија. Знам дека повеќето знаат, ама има некои што не знаат. Јас не знам, сакам да видам. Значи кај е сега депонијата и кај треба да се гради. И кратко еве да затвориме, да завршиме со колешката. Уште еднаш да напоменам за вчерашниот ден. За сите нас што протестиравме. Вчерашниот ден е многу важен, дури и свечан ден. Прв пат го применивме нашето право да бараме нешто од општината ние, нашо ни треба, а не општината да диктира цело време тоа што неа и треба. Ни велат многу закаснивте, не е точно. Ние не закаснивме. Закаснија тие со нивната информација што ја кријат години. Значи со години не држат во мрак. Дури сега, кога веќе му дојде нож до коска и ние не дозволваме да се направи депонија која ќе биде заедничка за 18 општини. Да потенцирам, во Новаци собиравме подписи. Сите во Новаци кои што ги сретнавме се против депонија, ако тука не ги гледаме, заради различни причини, меѓутоа кај сите наидовме на добар прием затоа што за нивните животи се работи. Вчерашниот потез што го направивме да одиме кај градоначалникот на општина Новаци беше со цел да бараме да спроведе референдум според сите законски прописи што му ги наложува нивниот статут, затоа што ние од нашата страна си го завршивме делот во иницијатива, во која собравме поголем број отколку што е минималниот потребен за да се распиши референдум. Бараме од него само да поддржи одржувањето и да спроведи мирен референдум во кој што сите од Новаци ќе се изјаснат онака како што мислат.
Ви благодарам и се гледаме на наредниот протест. Да прашам, дали има расположение кај било кој од вас да влегува во автобусите да одиме во депонијата? Ако има, влегвајте, полнете ги автобусите. Тие што ја знаете депонијата, не мора ни да ја видите. Полнете ги автобусите, делки идиме со коли, се гледаме на местото на злосторот,